Добар ден, поштувана публика, и добре дојдовте во Гласот на Слободна Македонија, епизода 65. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот верен соговорник Јордан Петровски. Добар ден. Добар ден, почитувани гледачи. Денеска продолжуваме со анализата на интервјуто на Љупчо Георгиевски кај Васко Евтов во Центар. Денеска во главно ќе задржиме околу настаните околу 2001 година. Да. Додиме директно со инсертот. Да, со инсертот, да. Дали таа 2001 година е запечатала вашата политичка кариера? Значи, вие до 2001 година сте прифатени од меѓународната заедница, доаѓате до фаза на решавање на проблемот с името и веднаш потоа почнува падот на Љупчо Георгиевски. Гледайте, Васко, Што се случува со вас? Се случува ли некој драматично кршење, ломење, ломови, натре? Се случува кризата, нападот на она на Македонија. Значи, можат да зборуваат што сакаат и тогаш и ден денеска, меѓутоа јас сметам дека Македонија често ја бранев во периодот кога Македонија беше нападната од страна на УЧК од Косово. И може да раскажуваат колку сакаат приказни, меѓутоа јас сум еден од ретките политичари кои достоинствено од самиот почеток до крајот многу јасно и дефинирано ја бранев Република Македонија. Имав многу удари од СДСМ, имав удари од натре од партијата кој што се гледа. Меѓутоа тоа се веќе други работи за кои можеме да зборуваме и да пишуваме. Меѓутоа факт е дека таа година ја запечатува. Пред да навлезеш во ова анализа твоја, нешто спомна тука на почетокот на прашањето Васко, дека Љупчо бил во фаза на решавање на спорот со името. Да, тој така сега говори дека бил во фаза на решавање на спорот со името. На тие што бевме живи тогаш и присутни, никаква информација немаше за такво нешто, но добро, знаеш, луѓето после поминати години сметат на заборавноста на луѓето и да. Како што тој сега за војната зборува за војната 2001, дека му е наметната од Косово. Тогаш не беше баш така. Јас сум од ретките, можеби и единствениот, кој има доказ дека го предупредил Љупчо дека ќе има војна. И тоа е објавено во Фокус од јули 1999 година, каде што има проблеми со ДПК, со СДБ, и многу јасно ми беше дека не сме многу јавно многу директно да зборува. Пред тоа сите беа тие игри околу мене со ДБК. Во тој период прекина, бидејќи 1998 година како објавив во вестникот Денес за случувањата со обид да се монтира дека ВМРО ДПМН се финансира од Бугарија, како објавив тоа во вестник, СДБ прекина јавно да доаѓа кај мене да ми прави проблеми, но Ги прекина контактите со тебе. Да, ги прекина контактите со мене, ако продолжија уште повеќе притисоците, кои ги чувствува од сите страни. Така да, бидејќи Љупчо не сакаше да ме прими да разговараме после победата на изборите, единствен начин да му сообщам дека се случува нешто сериозно, беше тоа да го направам преко моја интервју во Фокус. И тогаш бев многу јасен дека постувањето на Таса Богдановски, внук не од по прва линија на пратеникот Томе Стојановски Далавера, е голема грешка, бидејќи во тој момент, во таков човек на такво место, во момент кога следат сериозни случувања, особено во Кумановскиот крај, е многу неодговорно однесување. Така некако ќе го качиме тоа, ќе го ставиме некако. Сега јас го објаснувам како ми е во сеќавање. Очекував дека Љупчо
Значи, тоа е многу сериозно предупредување, сериозна. А тој, верем, од искуство, од нашите средби до тогаш, знаеше дека јас никогаш ништо не говорам ако немам сериозни сознание за нешто што ќе се случува. Но, Любчо го избра патот да не контактира. Месец дена после првото тоа интервју, направи второ интервју за Фокус, во која објаснив многу работи, а насловот и се обидов пак повторно во една форма да пратам предупредување. Насловот на тоа интервју беше дека доста работи против ВМРО ДПМН. Любчо гледам сега од тогаш навака неколку пати ја споменува доста како личност која работела против, ги обструирала одбраната на Македонија, да дојдат до него извештаите наводно од службите, од разузнавачки служби, што се случува на терен. Јас и тогаш се обидов, по втор пат, пратив порака дека треба да разговараме, за да му ги изнесам моите сознанија од тоа време што се случува. И тој втор обид така остана добив само еден одговор пишуван од ракописот на УДБА, објавен во дело, кој немаше врска, тоа беше напишан само за членството кој го чита дело, да им стане јасно дека јас не говорам вистини. Интересен човек со многу интереси. Со многу интереси, да, така беше насловот. Во однос на предупредувањата за Лјупчо Георгиевски кои што се случија во тој период од крајот на 98, значи веднаш од неговото постанување на премиер, па се до таму некаде средината 99 година, па дури досна 99 година, ако не и подосна, покрај твоите лично подпишани текстови, секако тука беа и јавните писма и писмата кои што се обидуваат да ги достават на рака. Јас лично се сеќавам, се обидов да доставам едно писмо до Љубе Бошковски во Министерството за внатрешни работи. Јас таму учев во физкултурното училиште, тоа беа комшиски, во еден двор беа двете згради малтене. Значи, таа група од Куманово на ветерани, едноставно ги крстија докторско крило, меѓутоа тоа беа едни од најискусните и најстари членови на ВМРО ДПМН во Куманово. Беа доктори по патриотизам повеќе од било што. И тие прво го попречија во Куманово стварањето на САО Куманово. Да, тоа видеото што го пушти во минатата епизода. Да, не само видеото, таа борба која беше внатре, да се бориш ти со еден подготвеност на Србија да направи во Македонија да направи САО Куманово или САО Жиглигово. Да, и сега значи имаше преку година и пол борба, вистинска борба, вистински обиди Лјупчо Георгиевски да биде предупреден за тоа што се работи за кадровската политика во Куманово, бидејќи и сега од една страна тука некаде во Кумановскиот крај, во Липковско, таму не даа нас информации. Да, почна акциите на УЧК. Од друга страна, разумно е да се помисли дека она што се случува во Куманово се случува и на други места во Македонија. Да. Значи, тоа требаше да му биде на Лјупчо еден аларм кој што ќе го предупреди да почне да ја менува, веднаш да ја смени таа структура, бидејќи и тогаш се уште беше почеток на неговата бидејќи ние имаме информација од терен. Да. Од луѓе од наши луѓе, наши пријатели, луѓе кои го сакаа ВМРО, ја сака Македонија. Да. И не предупредуваа што се случува, бидејќи тие одеа по тие села. Има можност да видат. Има пријатели албанци со кои разговарале. И сето тоа се слеваше кај мене, кај уште да тројца луѓе. Да, тоа беше нашиот ресторан, беше едно виден народен штаб на ВМРО ДПМН. Сега уште една работа што спомна тука е и Васко, па и Лјупчо афирмативно тука се согласува, дека тој бил во многу добри односи со меѓународната заедница и дека тој бил
како да кажеме сега, пријател на меѓународната заедница. Дали сега или имаш идеја на некое друго место ова да го Ќе дискутираме? го дискутираме после, сега ќе почнеме од почеток. Добре. За да, бидејќи обично сите кога сакаат да ја сокријат вистината, почнуваат не сака никој да почне од почеток, да направиме хронологијата на настаните. Бидејќи само одејќи по хронологијата на настаните, ќе гледаме кој каде има вина и каде е вината всушност. Повод за војната е апсењето на Џевад Хасани. Кој е Џевад Хасани? Тоа е еден албанец кој имаше направена дивоградба тамо некаде околу Скопје. И кога отиде да му ја руша до дивоградбата, тој почна да пука на полицијата. Полицајците успеале да го уапсат, да го приведат и да го затворат. Нормално. Ова се случува во 2001 март, тамо... Да, мислам дека јас бев уште во Македонија, тоа е 2000 година, некаде крајот на 2000 година. Пред ние да се мине. Пред декември. Пред декември, да. Мислам дека така беше. Сега. Но од тука почнува проблемот. Како одговор на тоа апсење, албанците киндапираат 5 македонски војника. И ги носат на Косово, па некој нивни таму, во некој село. Наместо Љупчо, ако веќе размислуваше за да ја спаси Македонија, и ако сакал да направи нешто, требаше киндапирањето да го пријави на НАТО. Меѓународната, да. Да, меѓународната НАТО војската на Косово. Бидејќи војниците беа однесени таму. И со тоа Косово беше под окупација на НАТО, беше под полициска управа на НАТО. И тоест имаше таму воен режим, имаше. Да. И Така немаше што- проблем, тоа беше една од... Но, бидејќи тука се сега игрите големи. Ако го стореше тоа, тогаш НАТО можеше да ги промени односите кон албанците. Бидејќи на држава која им овозможи Македонија да прими 300-400 бегалци од Косово, која му даде на НАТО да надлетува, да се увозено да пренесува војска на Косово. Значи ја даде територијата на Македонија да ја употреби НАТО. Напад на македонската војска од албанците, НАТО ќе го разбереш сосема инако. Ќе го разбереш како обид да се дестабилизира Македонија. Да, особено ако се земе во обзир дека во тој период, јас сега малку повеќе прочитав неколку книги од луѓе новинари воглавно кои што биле таму, британски, американски новинари, дописници, и кои што и покрај тоа што гледаат на србите критички, воопшто не гледаат на албанците како на невини бајчиња. Туку и едноставно на сите им е јасно дека овдека нема невин, дека обете страни се виновни и дека обете страни се еднакво подготвени да вршат злостори, да вршат нечестни дела. Тоа е за Србија, но во Македонија таква немаше, од македонска страна немаше никакво со ништо Македонија не одмогна на Косово. Да. И на албанците на Косово. Им помогна сестрано. Да. Повеќе него било кој друг. Може и повеќе и од Албанија. И Албанија. Тоа ќе беше многу битно за Запад, бидејќи ќе сватија дека албанците имаат сосема друга агенда. Ќе сватија дека албанците веќе имаат некои аспирации кон македонски територии. Така да
Затоа, малку ќе скокна малку понапред, затоа Бачев има една многу јасна изјава, подкрепена со документи, тој во тоа време бил во СДБ, кога Борис Трајковски оди на посета кај Буш Постариот. И кога добива одрешени раце од Буш Постариот, да го реши Танушовци веднаш, да не се шири војната, да не се прошири. Борис Трајковски тоа не го прави. Значи, јасната поддршка од Америка, Македонија не сека да ја прифати. Да, ја прокоцкува. Сега Да се вратиме на тие 5 војници киднапирани. да, сега се враќаме на тоа. Љупчо преговара. Тука има една работа која не сум ја споменал до сега. А тоа е тој прв сака да зачува коалицијата со Тачи и со Џафери. Таа е повеќе коалиција од да ја зачува од бизнис релации. Та сега колку ме држи мене памтењето, нели ВМРО, ДФМН и Демократска алтернатива како коалиција нели имаа доволно Нема преку повеќе од доволно претеници. Да. Но- Нема апсолутно мнозинство, нема 80, Да, ама има доволно така меѓутоа има преку 60 и нешто има. Ако не 70 70, да. Така да Така се сеќам дека таа коалиција беше сосема излишна. има тука сега уште една работа што за Армен Џафери. Тој, кога јас работев во телевизија Приштина, работевме во иста служба. Не сум го сретнал никогаш таму, не сме се виделе, но колегите со кои контактирав и после станавме пријатели, и еден од тие мои колеги од работа дојде во Македонија од косовски албанец, кој дојде во Македонија. Така да тогаш на таа седба тој ми рече дека пошто Џафери беше веќе во политиката во Македонија и многу години, и во разговор следејќи така после кога го пушти да влезе во Македонија со семејството. Тука зборуваш за оној бран на бегалци. Да, бран на дојде бегалци што во до Косово. Табановци го чува 7-8 дена што Да. направија повторно меѓународен инцидент дека Македонија прими 300.000, а држеше една група од 10 на коли, 15 коли на меѓу просторот меѓу Македонија и Србија на Табановце, не го пушта да ги пушта луѓето да влезат. И јас одев на човекот да му носам, бидејќи бевме добри пријатели на работа, се почитувавме додека јас работев таму во телевизија Приштина, и беше драг како човек и јас на него. И успел преку некој човек да ми прати ливче дека се наоѓа таму. Ако можам да дојдам да му помогнам, нема ништо за јадење веќе, не може да купати, отидов и кога ги пушти 8-9 дена, за колку дена беа, после сите праќање на ужасни слики за македонците надвор дека еве што прават. И ако си пуштил 300.000 да влезат, ти сега со 10 со 50 луѓе правиш еден проблем за кој разбра цел свет дека не сакаш да ги примиш во Македонија. И дојде после тоа, кај мене седнавме во ресторанот, така малку да се ослободат, децата беа преплашени, имаше два сина и тој. И тогаш што ми кажа дека после оние настани 80-81-82 година, кога беа демонстрациите во Приштина, кога настана големата чистка во Приштина, кога скоро сите албанци кои не беа на по кејф на србите, беа избркани, дека Армен Џафери останал да работи уште телевизија Приштина. И тоа ми го потенцираше, вика, бе, како сте го примили, вика, овој? Тој ги знаеше моите ставови за кој е главниот проблем во тогашна Југославија, дека тоа е Србија, неата експанзичка политика, која сака. И слободно разговаравме како веќе знаевме добро. И тој ми рече дека Армен тие, вика, човек на Србите. Го оставија, вика, сите ни избрка, не го оставија.
тие односи меѓу Љупчо и Арбен и овој, како беше, Тачи, влијаја многу да не дојде до правилно решение. Љупчо одлучил, веќе тие го барале, што ги киндаперите го барале Џевата Сани. И сега, за да излезе дека тоа не е уцена, туку дека тие ќе го пуштат со кауција Џевата Сани, добиваат од албанците 210.000 марки. Го пуштат недела навечер Џевата Сани, тој заминува на Косово, веднаш поминува на Косово, а кауцијата се дава дека ќе остане тука и ќе дојде на судење. Тоа го знаат и Љупчо, Ставре Джиков, Љупчо и Љубе Бошковски ја прават целата таа игра. Тоа е Џевата Сани со куќата што Со куќата, да. Во градот. Тоа е некој, има, бил, не знам дали војувал на Косово, сега нема да, имаше за него повеќе работи, но бидејќи се избриша од интернетов, сите вестници изгасна, ги нема ни архиви и сега треба да она што останало кај мене на форум, на нашиот форум, Котле, друго нема. А нема многу време за барање сега и така, ипак сепак се сеќавам на многу работи добро. Го пуштаат Џевата Сани, албанците да покажат колку тие се моćни, ги пуштаат во долна облека војниците. Значи голи, едноставно ги враќаат, пуштат да дојдат во Македонија. Да, тоа е еден намерен чин на Намерено омалважување. Љупчо успеа, почна да приказна, успеавме да ги спасиме, си ги вратиме живи децата. Вие направивте еден голем пропуст. Покажавте слабост. Покажавте, наместо да го ангажирате американците, албанците не смеја да направат да им недостасува влакно од главата на македонските војници, ако се замеша НАТО или односно американците. Така ли? Да. Па, сега се надевам дека нема да ми замери брат ми. Тој работеше на Косово цели 14 месеци Да. како преведувач. Тоа беше првиот преведувач кој влезе во Косово. Ми рече дека некој пред него има. Добро, има, значи јас така. Многу Мислам дека носене со хеликоптер. Но тој беше првата група, значи негде во август ли отиде? Не, јуни. Веднаш Во јули мислам дека го најмија. Во јуни заврши се потпиша договор на 10 јуни, мислам дека се потпиша Кумановскиот договор. Тој мислам колку ме држи памтењето на 14 јули го најмија, така некако. така некој, да. Пред крајот на јули тој веќе стаса во. Беше таму, да. Да. Значи тој беше меѓу првите, сосема меѓу првите. Она што тој го опишува од неговото искуство таму е едноставно повторно еден однос на американските војници, на американските трупи таму, на целата администрација, на сосема на како се сега на македонски, беспарцијалност, на беспристрасност. Беспристрасност, еднаков однос кон сите. Да. Така да, и како што реков, веќе кон албанците има еден сомнеж од страна на Западот. Тие, еве и во описите на Brailsford, во описите на патеписците од тој период, од почетокот на 20 век, па се до денеска албанците остануваат на западниот човек му остануваат како некоја мистерија. Дека се знаат дека се изолирано население кое што не е многу замешано во европската култура некаде од средниот век на нааму и тие имаат еден голем сомнеш кон Сомнеш, да. Така што ова приказна која што ни се продава дека тие се во џебот на американците или обратно дека американците се во нивни џеб, воопшто не е така. Ама тоа е Проблемот е од наша страна што ние тие моменти не ги користиме. Потоа имаш уште еден момент, ти се сеќаваш на тоа е исто голема грешка на Љупчо. Дозволи сите преведувачи на ОПСЕ да бидат албанци. И да градат една слика кај мисијата на ОПСЕ, што ја изборуваат преведувачи албанци. Тие се по цел ден со нив. Да.
И нивните приказни одеа дека се тие угнетувани, дека и Не може да градат джами, Да. дека им се руши, дека им се ускратуваат правата, дека се угнетувани, репресирани, дека на ништо немаат право. ќе да го раскажем оној случај со имаше еден двајца предувачи што беа во Куманово, двајца од мисијата опси што беа во Куманово и видеа нас во ресторан и така се спријателивме, беа пријатели со тебе и со брат. Да. Со тебе мене, најнako. Да. Значи, и тие беа тој шпанецот беше спортист, Да. сакаше повеќе да спортува и така станавте блиски пријатели. Да. И во еден разговор дојде Лучек, беше преведувачката со нив. Тој им беше един првиот пат што доведува преведувач. Да. До тогаш секогаш доаѓа До сами сами. и си правевме муабет. Меѓутоа тогаш доведува преведувач и мислам дека побараа да седнеш со нив. Да, побара седнав со нив и разговаравме, можеби сака да го тестират преведувачот или што беше, не знам. Да. Мислам сега не можам да... Но, се случи една многу интересна работа. Разговаравме на тема избор на џамии, на цркви, на така, дали се, на чии права се узурпирани градење на верски објекти, тоа беше отприлика разговор. И јас реков дека на македонци се узурпирали правата на градење на објекти, бидејќи во Куманово нема изградена црква со години веќе. А во Куманово и Кумановско има еден куп џамии направено во последни 10 на 15 години. Преведувачката тоа не го преведе. Ти беше тука и ти реагираш. И тогаш се случи преведувачката, бидејќи мислеше дека бидејќи јас не го знам англискиот, дека може слободно да манипулира и го преведе, тоа го преведе на еднаков начин. Ти реагираше, бидејќи Хозе те знаеше многу убаво и имаше добро во тебе, го прифати твоето и се договоривме, прекинавме веќе разговор, тие завршија бргост и стана, Хозе се договори со тебе, тој французинот што беа, дека ќе дојдат, кој време попладне да дојдат. Кога да дојдеме, да дојдат со и да појдеме да им покажеме, да видат тие она што ние го зборуваме. Дојда попладнето, 4 беше така. Да. И седнавме во джипот на Опсе и низ Опа Случане, до Матејче, до Липково, завртевме од кај Куштак, се вративме. Тие беа изненадени од гледката колку џами има направено. Упативме повторно абер на Љупчо, дека за овој проблем мора да се овој проблем да се земе за сериозен и да се бара решение. Или Опсек има преведувачи македонци, покрај албанецот има и македонец, двајца преведувачи, или не може да има само албански преведувачи. Значи, така беше градена сликата за албанците. Еве, Хозе многу брго го, после тоа, после настани, го повлеко, си замина за Шпанија, а мислам дека тој, ако останеше, многу работи ќе беа, се надевам, поинакви во извештаите на Опс. Да, французинот си имаше просрпска агенда. И албанците не му беа многу немили, меѓутоа не беше заинтересиран воопшто за Македонија и за нашите грижи. А за голема жал, па дури за трагедија, наследникот на Хозе беше Грк. Грк. И веќе тие не дојдоа кај нас. Да, веќе престанаа да. Веднаш дојде Гркот, се закачивме. Со Гркот се закачивме. Почнавме да разговараме на тема Македонија, Грција и сега ти имаш еден човек кој негира Македонија, треба да ти биде наблюдувач. Да. Тука е големата грешка на владата на Љупчо, што дозволи такви да влезат во мисиите на ОПС. Да, тој како премиер, значи како домаќин држава, има право да ги селектира до известна мера луѓето кои што ќе Ти имаш спор со Грција за името, значи ти го спори името, ти спори државата.
Ти го спори битието. Битието, вели и дека ти не дозволуваш нивни луѓе да учествуваат во мисии од кои зависи идената на Македонија. Така да, ова е еден мал увод за меѓународната Љупчова, како Љупчо, кој пропусти ги направи Љупчо, за да добие многу Македонија да, како да кажем, да има еден, меѓународната заедница да има еден друг поглед кон Македонија. Да ја признае улогата на спасување на косовските граѓани, меѓународната заедница, а не со еден немил настан на Табановци. Имаше еден куп извештаи на BBC, на сите телевизии, дека еве што се случува, како се однесуваат македонците. Да, тоа беше главната вест. Главната вест. Дека ете на граница не можат да влезат, јас Да. на тоа се сеќавам. Јас мене меморијата ми останала тоа. Да. Луѓето на граница, а сум заборавил дека влегле 300.000, јас Да. памтам околу 100.000, 300-400.000 дека влегле. Лего. Јас тоа го заборавив, зашто? Вестите беа тоа. Тоа беа вест. Сега, тука се тие Што беше на крај и Љупчо, кога излезе на пресконференција, земете си ги да си Да. ги носите од тука. Борис Трајковски или Љупчо, не знам, некој од нив. Да. Борис Трајковски Борис беа, беше, Борис. да. И тоа го направи Борис Герој. Да. Ова тука ми личи, ако може да употребиме една спортска аналогија, ова ми личи, сега Љупчо вика дека тој ете за време на војната дал се од себе. Ке го дискутираме и тоа, меѓутоа ете Да. дека дал се од себе за да ја спаси Македонија. Еве и нека дал се од себе. Тоа му доаѓа како боксер, што има битка закажано за година дена во иднината. И тој цело време спиел, пушел, се пијанчел, не тренирал, не се подготвувал и доаѓа на битката, на борбата и сега дава се од себе. Да. И го нокаутираат во 15 секунди. Така. Види сега, Ама Љупчо- дадов се од да. себе. Љупчо не говори за слабиот одзив на резервистите. Однесувањето на СДС, дека тоа е војна на Љупчо, приватна војна на Љупчо, дека будали само ќе да војуваат. Што пишуваше дневник, цело време разгоруваше антиамериканско расположение. Љупчо ништо не направи по тие работи. Дали некој беше затворен за палењето на американската Не. амбасада? Не. Беа покренати само обвинение, еве и американската амбасада. Ние веќе од Сабајлето знаевме дека ќе има проблеми во Скопје. Бидејќи на Таса му се јавувавме, не знам, јас се јавив 2-3 пати, другите му се јавува по неколку пати, дека во Југ турист и во тутунскиот комбинат веќе и луѓето пијат, се подготвуваат за одење во Скопје. Никој не превзеде ништо да ги попречи тие автобуси со пијани луѓе, не со пијани до крај, ма веќе Подпалени. подпалени, дека ќе одат во Скопје да протестираат за натомирањето на Србија. Што нас не интересира Србија? Па е друга држава. Тоа беше исто така и тука ништо не превзеде Љупчо да го реши после тоа кога Павле Трајановски дава една многу интересна изјава во Фокус. Дека врските помеѓу полицијата, значи човек од луѓе од внатре од полицијата го блокираат нивната комуникација блокираат. Тоа барем по она што кажуваше Павле Трајанов пред мене, тоа е некоја соба во која се врските и тука имале влез многу малку луѓе. Значи се знаело тачно кој можел да влезе и да ги еден сат биле без врска меѓу себе сите полицајци кои биле околу амбасадата, да ги попрашат протестите околу амбасадата. Љупчо не презеде ништо. И сега, кој е виновен? Изгина без потреба еден куп
македонски војници. Имало тука и роми, и албанци, да тоа е македонски војници. Тие биле војници на Република Македонија. Но пред се најмногу загинаа македонци. Најмногу македонци, тука нема збор. И сега повторно тој употребува збор дал се од себе. Како дал се од себе? Војната е изгубена. Војната е изгубена. Да. Бачев јасно говори дека во Рачиново на АРМ убило полицајци. Не терористите. Планот од врзаните раци за Рачиново биле дадени да се освоја куќа по куќа. Да се чисти. Не, тие сакале со тенкови да го срамнат Рачиново. Како што беше во Вуковар. Кој ќе дозволи такво нешто? Да се повтори повторно на просторите на бивша Југославија. Да се повтори нов Вуковар. Ке загине еден куп цивили. Не битој се албанци. Цивили се. Да, цивили. Тоа се, да сега нема да навлегувам во детали на војната. Бидејќи има уште една многу битна работа и таа сакам да ја споменам, пошто имаме документи за љуботен. Настанете во љубот. Значи, тука е она важно, уште една работа која покажува дека Љупчо или не знам како да кажам, бил комплетно настрана, не го интересирала војната, или пак луѓето околу него си бркале други работи со него, ова го оставале, ќе го реши Љубе и ќе го решат генерал штабот и Борис Трајковски. Така ми изгледа, бидејќи во документот кој го имаме за Љуботен, покажи го. Не се гледаат. Добро, ќе ги прикажеме после, сега го има преводот на македонски. Да. Во моето досие од барањето на азил, колку била обемна истрагата да се најде што се случувало во Македонија. Има извештај на Human Rights Watch. Human Rights Watch за настаните околу селото Љуботен. Август, 10 до 12 август 2001 година. Сите тие се офатени тие настани. Тука споменува и она што случило пред тоа, на патот Скопје-Тетово кај Вејце. Да, па тоа се зема како повод за Да. акцијата. Но има дека една многу битна работа. Сите зборуваат. И Љупчо сум го слушал. И во мемуарите на генерал Панде Петровски. Дека имале големи проблеми да добијат кога војската планирала генералштабот, генерал Панде планирал некоја акција на која ќе му требала артилериска поддршка. Од моментот кога ќе му го прати барањето на врховниот комендант Борис Трајковски, некојаш поминувале, никојаш не го добил веднаш, туку поминувале по неколку часа, а некојаш и по 24 часа. Сега, што се случило во селото Љуботен? Вели вака во извештајот. Дека двајца од загинатите припадници на РМ биле од село Љубанци, кое било веднаш до село Љуботен. И ќе наведа по име тие двајцата. Што им паднало чудно на овиот Human Rights кој го правели извештајот. Вика, вели вака дословно, рече си веднаш по блиската експлозија, значи
кога возилата настрадале, кога нагазиле на мина. Македонските безметни сили го запечатиле Љуботин и отпочнале да го гранатираат. Значи, една москавична реакција на македонската војска, која дотогаш не се случила никаде. За Љуботин немам да биле уапсени преку 100 цивилни лица во Љуботин. Утре ден влегува Трасиловски во селото и она што пише во извештајот тие влегуваат како да одат на прошетка. Немало сериозно чистење на објектите, на куќите, на објектите, да се внимава. Значи знаеле дека нема војска таму. Убиени се цивили. Тоа е сега она што е битното. Створена слика дека македонците се прават воен злостор. Да, кога ги читав, сега не ми текнува точно која книга беше, кој инцидент се опишуваше, меѓутоа сега не знам дали беше нешто за Босна или за Косово. Ми заличе многу на таквите чистенки што се правени таму и верувам дека не е случајно тоа. Не. Верувам дека е намерно направено токму да делува како сега дали не беше Вуковар, беше нешто на Косово, беше она каде што тигрите влетуваат, аркановци или некои такви влетуваат, веднаш се почнува, мислам дека се детонира кола, се фрла граната на куќа, веднаш се упаѓа, има многу случаи тука каде што се испоубиени деца, татковци, инвалиди. Да. Едноставно нема никаков обид да се даде предупредување, нема обид да се санира, да се минимализира штетата, се прави една намерно се преувеличува, се прави штетата. Порака дека македонците се геноциден народ. Тоа е целата работа. Тука е она што споменам неколку штети кои Љупчо ги има направено, кои не се воена штета. Така ли? Да. И таа штета Македонија ја чини. Палењето на амбасадата бугарска, американска, преведувачите, војниците, киднапираните војници. Љуботен. Добро, сега еве и тоа во однос на нашите односи со Америка. Една од големите критики која што се упатува кон американската политика кон Македонија е гломазноста на амбасадата, на новата амбасада на САД во Скопје, што е таму на Калето. Едноставно, нонстоп се префрла дека тоа е како некој воен објект, дека тоа е палата, дека е премногу, дека е ѕидина, дека е нешто. Па добро сега, американците имаа амбасада во градот, долу, која не беше така утврдена. Еве што ги снајде. Ама секаде во свет има такви амбасади Америка. Ама еве имаше неутврдена. Бидејќи смета дека нема потреба да прават во Македонија таква амбасада, како што направи. Смета дека се во пријателска држава. Да. И сега, значи повторно тоа нарушување на односите меѓу македонскиот народ и Америка повторно треба да се стави на контото на Љупчо Ѓоргиевски. Има, јас го цитирам многу често Бачев, но тој многу јасно говори, тоа Љупчо што сега говори дека тој према запад. Односот на Љупчо го споменува многу убаво Бачев, дека тој нон-стоп кукал, бидејќи јас веќе не бев во Македонија. Кога почнува војната, кога се случуваат овие настани. Бачев, никој до сега тоа не го демонтирал, дека Љупчо секојаш вината ја барал во американците. Американците се виновни. А тоа што
Срđan Керим му го носи уште во март, кога уште војната не е вистински почната, му го носи нон-пейперот, во кој е буквално целиот рамковен договор. И тоа не му сигнализира на Љупчо до каде отиде на работава. Што ќе се случи? Бидејќи ако ти го носи некој ранковниот договор во драфт верзија, како non-paper, и ти не обрнуваш внимание на тоа, не посветуваш доволно што значи тоа, што е тоа. Тој сам го признава Љупчо во едно интервју. Ова не е моје измислување. Сам вели дека на почетокот на март, пред веќе првите знаци за војната, Срđan Керим му го носи тој non-paper. И сега, кој му е виновен Љупчо? Да, колку ме држи мене сеќавањето, тој и Снешка малку повеќе беа преокупирани со одење на балови, со и живување на некакви фантазии дека се во бајка, одошто да се навистина да се грижи за доброто на Македонија. Дали има уште нешто во... Па не знам, мислам дека доволно е. Јас нема да навлегувам во... И... ќе оставиме некој работи. Ќе оставиме за друг пат. Да. Во ред. Дали сакаш да продолжиме со други прашања или да заокружиме ова? Да заокружиме ова, нека остане така. Во ред, ќе заокружиме денешната емисија, а се уште има многу работи кои што ќе сакаме да ги продискутираме. Тие ќе следуваат во нашите наредни изданија. За сега ни останува да ви заблагодариме за вашето внимание. Повторно да ви подсетиме да ги лајкувате и споделувате нашите видеа, дали на вашите социјални мрежи, дали директно преку вашите емајлови. Доколку имате сметка на Google, зачленувајте се на нашиот канал, и тоа помага во распространувањето на овие видеа, бидејќи тука ние се обидуваме да ја осознаеме и распространиме вистината за Македонија. Уште една работа, мислам, посебно, ќе земам уште, може минута-две. За ова што секогаш на крај на секоја емисија ве замолуваме да се зачлените на нашиот канал и да ја кренеме бројноста, да дотуркаме некаде до 1000, за да можеме да имаме една поширока можност на YouTube. Да. Бидејќи јас во четвртото продолжение за Фршковски, така беше, кај Фршковски ги најавив дека ако не дај Боже, јас би сакал да Мицковски ги исполни ветувањата што ги дава сега во предизборието, дека ќе го реши криминалот, ќе го реши името, ќе ги поништи сите договори кои се потпишани неуставно, незаконски, значи договорот од Преспа, договорот со Бугарија. Но, ако се случи она што другото сценарија, на Македонија ќе остане единствен медиум кој ќе говори вистината, кој ќе помага да слушате што е и како е, нашиот медиум. Гледате дека ние не се занимаваме со ситни оговарачки работи, плукање против овој и против оној. Она што е главната дејност на сите портали во Македонија. Не зборам за оние кои велат дека се патриотски, дека се тие се борат за Македонија. Не. Борбата за Македонија е да ги отвориме црните петна. Да покажеме кој на вистина ја има вината за ова досега. Ние зборуваме со документи. Зборуваме со факти.
до сега за се што сме кажале, сме понудиле релевантни докази. Затоа помогнете додека имаме повеќе време, затоа што ако победи Мицковски, може би ќе имаме уште 100 дена додека да го видиме кој е Мицковски. Но ако остане Заев, веќе на 16 јули ќе имате големи проблеми. Да, па во секој случај и да победи Митковски треба веднаш да се створи една критична маса која што ќе прави притисок врз Митковски. 100 дена ќе има некој период, но Заева кој веќе Заев продолжува се постаро. Се постаро. Затоа не е проблем. Не ви требаат ни пари, ни ништо. Ви требаат 1 или 2 минути време да одвоите. Да, затоа Сепак ако не можеме да седиме сите со скрстени раце и некој од надвор да ни помогне да ги реши проблемите во Македонија. Тука е проблемот. Ние сите сакаме некој друг да ни го реши проблем. Не може. Вие не бараме од вас да учествувате во мисијата и да си стварате проблеми таму. Ние ќе говориме, но заценете се да го направиме тоа што ни треба. Да можеме да каниме луѓе на интервјуа. Има луѓе по диаспората кои можеме да ги поканиме, луѓе од Македонија кои ќе сакаат да слободно да говорат или ќе го затемниме да не се гледа кој е, ќе го модифицираме гласот. Така да ги слушнете работите од слободен медиум. Тоа е. Затоа битката се води наводно во Македонија. Не, битката се води надвор од Македонија за слобода на Македонија. Тоа е докажано во сите до сега. Ние не сме први кои го измислуваме ова. Сите рушења на режими настанале од надвор. Да, неопходно е и од натри и од надвор неопходна е таа да битка, неотпорен е отпорот. Тие внатре имаат голем притисок од полицијата, од системот, не може да надвор ќе страдаат. Надвор е онаму каде што се гради сликата за Македонија, значи надвор се прибира поддршката за Македонија. Да. Од надвор се прават, значи ние сме со одврзани раце слободно да ја говориме вистината и да ги изнесуваме фактите кои што во Македонија и оние кои што сакаат не се во состојба тоа да може да го сторат слободно. И затоа сега овие денови со избориве ми доаѓа пак да ја спомнам Интегра зашто тие најмилозвучни даваат ветување, меѓутоа не се тие ништо поразлични од другите. Лјупчо кога победи на изборите со неговиот коалиционен партнер Тупурковски, тој го вети клучот за иднината. Да. Клучот за иднината беше $1 милиарда. Со $1 милиарда Македонија требаше да стане рај на земјата. Лјупчо, ти сега споменуваш дека нонстоп ги кривел американците, дека тие му биле виновни за се што се случувало. До ден денеска таа приказна останува иста кај сите власти во Македонија, или пак опозицијата сега овие што се против Заев, повторно вината ја бараат кај американците, во американскиот Deep State, кај Калето, овде онде. Меѓутоа, никој од овие политичари кои што ветуваат многу големи работи, ја се уште не слушнав, со исклучок на Клюсев кој тоа го направи во една негативна конотација, се уште не слушнав еден политичар кој што ќе каже идат пред нас тешки времиња, и бараме од сите вас да дадете се од себе, за да ги пребродиме овие тешки времиња. Природата на светот е таква. Тешките времиња се секогаш пред нас. Да. Доколку седиме со скрстени раце, тешките времиња се пред нас. Доколку работиме со се од себе, повторно идат тешки времиња пред нас, меѓутоа ние сме подготвени да ги пресретнеме тие тешки времиња. Инаку животот е мака, животот е тешкотија, затоа што природната кондиција, природното постројство е светот да се обидува да не убие. Да. Се раѓаме и почнуваме да умираме. Да. Светот работи против нас. Времето, сонцето, дождот,
земјата, црвите, Се. волците, сите работат против нас. Тоа е едноставно, тоа е природата. Другите луѓе работат против нас. Се бориме да обстанеме. Тоа е основното она. Значи сите мора да дадеме нешто од себе, да пожртвуваме нешто од себе за да успееме во таа борба со природата и со светот. Сега она што го бараме од вас да пожртвувате е работа од минута-две, да кликнете со прстот, да се приклучите на нашиот канал. Тоа нема, еве сега знам дека и тоа ќе ве стави, се плаши дека ќе стави некаква црна листа. На YouTube има милиони канали. Пошто голема работа ако сте зачинети на нашиот канал. Точно така. Нема толку сигурно за такво нешто, па и на крај крајва, ако не сте спремни, толку И мало толку една направите, жртва да тогаш- направите, тогаш не заслужувате подобар живот. Да. Тоа е она што се обидувам да го кажам. Како што реков, ви благодариме за вниманието, ви благодариме на оние кои што сте со нас цело ова време, ви благодариме за поддршката. И се надевам дека ќе останете со нас во оваа борба да ја осознаеме и распространиме вистината за Македонија, затоа што вистината е она што ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање. Да гледаме. Свеми